Стадион. Емисија за вашата вистина. Аровски, сега телефонски добро се слушаме, имавме некој проблем, веројатно, или кај вас, или кај нас со интернетот. Повелете сега, зборувајте. Па, вака, јас имам многу да кажувам. Вашата емисија гледам веќе донесовте при крај со гостинот. Ова што тој го кажа и бројките кои што ги спомена, значи, како да ви кажам, бројки што и сега ги најавува и нашето министерство и генералниот директор на ЕСАМ, каде што така 600-700 милиони евра за Александрополис, то како најново последните ситуации за мене изгледа некако фрлање на магла во очи. Ние, ако вие кажувате дека еден рудник за отворањето е 200 до 250 милиони евра, јас ве уверувам, еве по ова што ви го кажав последно, дека се бара во моментот се она што работи, да кажам, во Англија, каде што знаете дека е најзелената земја и се стигна само до 10% од она што е енергија на јаглени, сега е максимално вклучено све во погон. Во нашето соседство имаме Србија, која што пред некој месец имаше отворање на нов рудник и термоелектрана. Ние, за жал, не стигнавме да отвориме еден рудник како што е Живојно и тоа е, мислам, еден проблем и едно каскање назад, што не ни даде можност и пат сега да имаме некоја посигурна, побезбедна зима и производство кое што ќе не носи каде што треба. Но, јас ќе кажам и она што го имаме во Рек Битола, во рудникот Брод Неотино, значи, ако имаме максимална работа, ние имаме проблем сериозен, затоа што не се работи на ископи. Значи, застанате ископот затоа што машините подолго време, како што кажува директорот од една поплава, поќе тоа машината не може да ја доведи во ситуација да биде во функција и таа да копа. Тоа е нешто што стварно е за жалење или неможност на раководството да се справи со некои работи, а тоа е основниот проблем. Ова што претходниот слушател вас сега најавуваше за како се работело во времето на Сугаречки, значи ова екипа каде што јас бев директор за производство, морам да ги пофалам господата од рудникот, починати од Стево Пековски, Миле Становски, луѓе кои што ова е точно така, дека се во рудникот што можеше да се експлоатира беше оставено настрана, беше искористено. Таа добивка се мери со некои неверојатни 250-300 милиони евра. За жал, оставено е 12 милиони откривка на јаглен, која што во наредните 4 години е експлоатирана. Но тоа е историја. Тоа повеќе не може да се врати. Жално е што директорот излегува, ве повикува вас новинарите и кажува дека има резерва на депонија од 40.000 тони јаглен и со тоа грејната сезона може да почне. Со тие 40.000 тони јаглен, тоа е во нормална работа како што сме работеле на времето, за само 2 дена. Значи, никој не би останал на тие 2 дена работа, бидете убедени, дали биле директори од СДС, од ВМРО, било кој да е, на почетокот на грејната сезона, во нормални услови имавме 400 до 500.000 тони, после тоа се намали на 200.000, но во секој случај 40.000, тоа е катастрофа и не се работи колку имате на депонија, туку колку имате откривка и како тој јаглен можете да го носите на депонија. Тука имаме ние проблем. А ова што сега, моментално, нон-стоп, еве и сега во вашата емисија слушнав неколку пати, како јагленот ќе се носи и како Рек Битола ќе купува 900.000 тони јаглен и ќе го донеси на депонија, па сега види чудо, тој ќе се намали за 2 месеци, значи ќе биде 700.000, предпоставувам. Тендерот е сега во разгледување, најавата на господинот Ковачевски некој во емисијата со директорот на МЕПСО, дека тоа веќе се врши евалуација,
се испитува колкава е калоричната вредност на јагленот, но основното, јас сега уште еднаш ќе ви повторам. Вие преку зимата може помал се патувате, одите на кај Штип, но сите овие луѓе што се движат од Ресен на кај Скопје знаат дека многу пати при првиот снег, како луѓе кои што се движиме со приватни возила, сме исклучени од сообраќај затоа што не можеме да го качиме плетваро. За тешките камиони не сакам да говорам, затоа што при првата ситуација тоа е крај. Но овој случај од Росоман, кога не е гибнато ништо, и тогаш во овие 4 години имаше и мораше да се направи, дали е тоа автопат, дали е некој пат од прв ред, во секој случај ова што остана сега во нормални услови не можете да се движите, да не правиме муабет за камионски превоз. Значи имаме проблем со транспортната комуникација. Немаме ли железница? Дефинитивно. А да не говорам за железничкиот превоз. Подобро ќе каже директорот на железници каква е состојбата. Питам му, само можам јас и секојаш говорам на примери. Сме тргнувале од Богомила да поминеме за Прилеп. Многу пат локомотивата се враќала од крајниот дел после тунелот Богомила, повторно во Богомила, а сега една композиција. Прво, немаме ни толку вагони, немаме ни такви локомотиви и колку би коштало сето тоа? Кој е превозот? Тука имате двојно поскапување. Значи, прво имате утовар во тие вагони, во обично треба да имате таква депонија на која што ќе имате растовар. Значи, нашата депонија не е предвидена за ваков железнички транспорт. Таму... Добро, тоа ни стана јасно. Кажете ми, зошто толку често се случуваат дефекти во регбито? Стара опрема, зашто не се замени? Зашто не се ревитализираше? Значи, вака, опремата, ти почеле од термоелектрани. Втори, трет блок се ремонтирани и репарирани. Значи, не е ново, но тоа беше пред колку? Има може 10 години. Значи, сепак, не е тоа до староста или до она што кажуваме дека е дотраен, па како до вчера ние ќе работевме максимално, како што најавуваше директорот, сега е се старо, ништо не работи, не може да функционира. Значи, јас како да ви кажам, значи, сите багерски единици, истите багерски единици можете да ги видите во рудниците и ги гледам во рудниците во Германија, во Чешка, многу постари и во Полска, многу постари од нашите машини кои што беа доведени во совршен ред и работа и функционира најнормално. Значи, да се вадиме само на староста на нештото е многу неодговорно. Нормално е дека сега се бара сервисирање од поголем обем. Она што имаме проблем во моментот, префрлањето, во овој момент знаете дека рудник Суводол повеќе го нема. Имаме поденски јагленови серии, кои што за да почнат да работат како што треба нормално, треба да се ископа јаловинскиот дел. Тој јаловински дел може би има од повеќе земја, но сепак ние не стигнавме да го експлоатираме во нормални услови. Сето тоа бара, како викаме, таа е кадата, професорот сигурно знае подобро, кадата на експлоатација и када на завршување. Тука имаме две работи. Кадата и најголемите трошоци се во тие крајни моменти. Едниот момент е кога вие го затворате рудникот, како што е случајот со Суводол, и другиот момент е отворање на подинските серии, повторно зголемени трошоци и во едниот и во другиот случај. Значи тоа треба да се кажи прво на стручаците, а после тоа и граѓаните да го разберат. Но, вие да се вадите дека машините не работат, а вие оставате клучен ударен багер со 3 во оваа година хавариски состојби, или останата машина во блатото да не го извадите 6 или 9 месеци, тоа е тотално неодговорно, незнање и непознавање. Значи, ке зборуваме многу повеќе кога ќе дојдете во студио, кажете ми кратко само, ова со затварањето на јаглен, производство на енергија, гледам дека не се согласувате целосно со тоа, употребувајќи го пример со Англија. Можна ли е гасификација, многу ќе чини тоа? Зборуваше и професорот за тоа. Вака, јас не се сложувам и нема да се сложам никој пат, затоа што ова што го кажуваше професор и да стигнеме до некој, како ги кажа, неверојатни 1000 мегават
мегавати инсталирана снага од ветер, ова е сепак Македонија. Ние во овој момент Англија доживува пат на производството заради тоа што нема ветер. Англија, знаете, на отворено, на океан, кај што и во Германија, кога ќе ги видите редици позади наредени ветерни, сега веќе ги прават и во самиот океан, значи ние, дали ќе били Богданци, дали ќе били Свети Николе, не знам каде, еве, ние ги имаме грците на самата граница со Македонија и ќе ги видите тие електрани. Тука има негде околу 20 електрани, од нив не се случило повеќе од 10 да вртат во ист момент. Трансформацијата на таа енергија, за да биде енергија која што ќе се користи, се дополнителни средства. Да не говорам за останатите средства, фотоволтаиците и се друго, да и приклучите на мрежа и да имате такво чувство и дека вие со хидроенергијата ќе го држите она што треба да биде од термоелектраните, базната енергија. Не можете да го направите. Хидроелектраните, за ваша информација или кога ќе дојдам како што кажувате во студио, ќе ви кажам дека во текот на оваа година, негде месец февруари и март, производството ХИЦ Маврово стигнало од 360 до 950. Во март 950% е потрошено повеќе од водата. Во ХЕЦ Козија 298 и во март 436%. Значи тие се работи, како да ви кажам, водниот потенцијал е веќе потрошен. Ние сме во зимата, снег нема, дождови слабо, сем во рек Битола што ни направи голем проблем еден дожд и тоа е све. Дали е ова нормално? Дали е ненормално? Значи не домакински. Благодарам, Мавровски, ќе се слушнеме во некоја друга прилика. Стадион. Емисија за вашата вистина.